Добар ден, драги наши драги. Денес е старт на нова работна недела, понеделник, но и 14 февруари. Оние како Тео, денеска љубовта им го грее срцето, но оние можеби како мене, знаат и го честуваат Свети Трифун. Како ќе биде? Еве денес Тео ќе ви открие, па вие веќе да бидете подготвени за 023076677. Така, нашата главна тема ни е дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентин. Покрај тоа што јас и Тина ќе ви откриеме, нормално очекуваме вие нас да ни откриете за вие дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентин. Ви очекуваме на телефонски број, како што кажа мојата колешка Тина, 02-307-6677. Но пред да почнеме нашата забава, како што си ја започнуваме секој работен ден, Тина има нешто многу важно да ви каже. Па, кога сме кај овој ден, еве да започнеме и со едно прашање, можеме да дискутираме на темата дали сте за тоа денес да се пие вино и мракија или ќе славите љубовта. Ајде малку да дискутираме во духот на црвената боја. Така, и како што знаете, ние секогаш анкета околу нашата главна тема ставаме и денешната наша анкета ни гласи дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентин, ќе се пие вино или ќе се слави љубовта. А што ќе се прави веќе на самиот старт, ќе искористиме можноста да го вклучиме и нашиот прв гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. 02 Да ве слушаме на 0230766777. На помош да е празникот Свети Трифун. Така. Поздрав до студиото до вас. Голем поздрав и до вас. Јас сум добар човек. Мислам, сакам... Јас не разбирам нешто... Еве, ќе кажам за лошо. Не сум таков. Само така, живеам, сами обстанувам. Така, дали денеска ќе го славите Свети Трифун, можеби, или можеби повеќе сте за Валентин? Па, женската ме напушти. Ако да и ќе се најде нова љубов, тоа не е страшно? Сега, Свети Трифун имам пријатели, многу ги поздравувам, му го честитам празникот на сите што му е Свети Трифун. Ова е голем празник за Македонија. Јас сум македонец, преодеден за Македонија. Така? Јас ви толку имам да кажам, ви пожелувам се најубаво. Па и ние ви посакуваме секако и многу љубов и да останете заедно со нас во црвена линија. Така, а Тина, пред да наминеме нашето седно, ја мислам дека време е да ги потсетиме нашите гледачи вечерва што ќе гледаат на програмата на Телма телевизија. Така, на самиот почеток одиме со најава која што е неизоставен дел од црвена линија, тоа е што ќе гледате вечерва. Новото лице на студената војна, геостратешко позиционирање на големите сили преку руско-украинскиот конфликт, кој што добива, а што губи. Вечерва во Топ тема дебата со Методи Хаџијанев и Саша Ордановски. Гледајте Топ тема во 19 часот и 15 минути со Боби Христов. Тоа не смета пропуштите, ја на кратко пак ќе повторам, главна тема ни е дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентин. Пред да отиеме на јас анкетата што спремим за вие да видите денеска, пак на кратко ја потсетам анкетата што имаме на нашите социјални мрежи, што вие можете да гласате на Инстаграм црвена линија, а и на Телма телевизија Инстаграм профилот. Пак гласи дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентин. Ќе се пие вино, ќе се слави љубовта. Тука фали срце, до Инстаграм не го покажале. А може би Тео виното и љубовта ќе одат во едно денеска. Како да тоа? За тоа ќе дискутираме со вас. Според вас што ќе празнувате, дали повеќе се за одбележување на православниот празник, односно денот на Свети Трифун, или пак може би еве Тео ќе ве потсети на таа генерација љубовна. Тео? Да, за Валентин може? Па може да и тоа секогаш се слави. А пред да отиеме на нашиот прилог што е спремен, мислам дека па може да приклучиме гледач, да слушнеме вие што ќе славите денеска. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден и секој добро, како сте? Секој супер, нека ни е среќен празник од Свети Трифун. А за Валентин? Тео си прашува за Валентин. Да, за мене. Знае, првен Свети Трифун да се загрееш малце со пинце, ракичка, салата, па како што се редат. Валентин е послем. А послем срцето ќе го загрееме, така ли? Па, море ќе се загрееме тотално.
Еве, ја ќе си дозволам да прашам според вас, еве во вакви денови, колку имаме место и време да чествуваме љубов? Дали имаме повеќе време да бидеме со пријателите? Или пак може би ќе одвоиме повеќе време за да бидеме со оние кои што ни го греат срцето? Вака. Ако ја се прашувам, значи цело време сме напнати со политика, турски филмови и останати политички работи. Ако го извадиш чипот вечер, ќе си прилегнеш и... Да? И Валентајн ќе си го сладиш. Така, значи почетокот на денот, некаде до вечерта, одиме со одбележување на Свети Трифун. А подоцна Валентин. Нека ви е среќен празник. Благодарам. Среќен празник и секако останете со мене и Тео на црвена линија. А сега да се надоврземе, може? Така, Тео со жешко срце беше на уште по жешкиот асфалт и направи една анкета. Тео, како се помина? Расположение има за љубов или за... Има. Мислам дека делумно и вие самите ќе видите, јас што открив, а и вие сега ќе откриете, дека тука се реакциите, има и за ќе се пие вино, ќе се слави љубовта, па да откриеме заедно. Што ќе славите денеска? Свети Трифун или Свети Валентајн? Право да ти кажам, дете, јас ни едното ни другото, ама Свети Трифун сигурно, затоа што Свети Валентајн е отпосле прифатено. Денес прво ќе славам роден ден, а после денот на љубовта. Ни едно и друго, нашето време отиде. Што да славиме Свети Трифун? Никогаш не е касно. Да, бе, никогаш. Секој пат има прв пат. Па нормално е тоа. Свети Валентајн, мислам. Добар ден, се извинувам. Што ќе се слави денеска? Свети Валентајн или Свети Трифун? Да. Немам време, искрено. И едното и другото. Двете? Мажите ќе го слават Свети Трифун, а жените ќе го слават Валентајн. Ака едно мало подпрашање, ќе се пие вино или ќе се слави љубовта? И едното и другото. Не знам, ќе видиме. Добар ден, се извинувам. Што ќе се слави вечер? Свети Трифун или Свети Валентајн? Ни едно ни друго. Дефинитивно Свети Трифун, да. Вино ќе се пие? Во ограничени, да кажам, дозволени количини. Ја неću ништа, али пре би славила Светог Трифуна него Валентајн. Зошто? Па затоа што е наш празник. А Валентајн е за вас, за младе. Да. Ви благодарам. Па и за вас е, зашто не? Па добро, и за мене, ако се наđe неко. Млада сте, зашто не? Фала, фала, кисело е грожđe. Ништо. Зашто? Зашто глупости, не знам која ти кажам. Фала ти многу. Така, за некого се глупости, за некој ништо нема да чествуваат и слават, некој само љубовта, некој само како? Трифун. А на социјалните мрежи? На социјалните мрежи доста сте активни и се надам дека ќе продолжите со толку да сте активни. Може на брзина да прочитаме еден коментар од Драгче кој гласи: "Нека им убав денот на сите. Се почнува со ракиичка за Свети Трифун, па се продолжува со винце за влюбените." Така е, Драгче, се согласам Така, потполно. на 0230766777 очекуваме вас на 14 февруари, да видиме дали оваа црвена линија ќе ја збогатите со повеќе љубов или можеби ќе зборуваме за тоа дека денес исклучиво ќе се чествува Свети Трифун Маченик. Но кога зборуваме за Свети Трифун, само да напоменеме дека православната црква го слави како поим за младост и доследност кон христијанските традиции. Се разбира дека православната црква и според православниот календар, неговиот ден е 1 февруари, односно според јулијанскиот календар, а 14 февруари се одбележува според григоријанскиот календар. Многу повеќе имаме и гостин со кој што ќе проговориме што сушност значи да се празнува и чествува Свети Трифун. А вас ве очекуваме на 0230766777. Поводиме со нашиот следен гледач. Добар вечер. Дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, дури кога зборуваме и за љубовта денес или можеби за денот Свети Трифун, се уште правилото е исто. Намалете го тонот на ТВ приемникот за подобро да се слушнеме. Ајде да видиме овој гледач дали повеќе ќе зборуваме за љубовта или можеби за
православното значење на овој денешен ден, Свети Трифун. Добар ден. Додека го добиеме Ало, наше... Телма? Да? Да, и Телма, и црвена линија. Би сакала да се вклучам во емисијата. Веќе сте во црвена линија, повелете, секој добро. Ајде, добар ден, прво да ве поздравам и двајцата. Благодарам. И екипата што е со вас, што снима. Па и да ви го честитам денешниот ден. Јас сум од повозрастните. И ние го славиме Свети Трифун. А Свети Валентајн, да ви кажам, е католички празник, па затоа на сите католици им го честитам денешниот ден и нека си го слават Свети Валентајн. И посакувам да ви кажам да веќе почне тоа дружење, овој ковид веќе да го снема, да нема веќе, да постои онаа хармонија како некогаш што постоеше. Славењата беа со дружење, одење по домови, се славеше прекрасно, да ви кажам. Вие сте од младата генерација, а ние сме малку од повозрастните, да ви кажам. Тоа беше прекрасно, значи период на убави денови. Но овие 2-3 години веќе малце некако и не знаеме за понатака. Морам да ви кажам, не знам што све ни се крои, какви све некои ќе се појават работи, но денешниот ден да ни биде среќен ден и убав ден. И ве поздравувам да имате и вие здравје и почесто да ве гледаме со убави теми. Благодарам. Благодарам што се вклучивте и секако јас и Тео и посакуваме се најубаво и секој ден да ни биде среќен, не само овој. Еве во продолжение, ако немаме следен гледач. Да, мислам дека е време и со нашиот гостин да пренаминеме. Така, големо чест и задоволство да ми е да го вклучам отец Антонио Апостоловски, со кој што ќе проговориме за православното значење, верското значење на овој ден, а тоа е Свети Трифун маченик. Отец Антонио, добар ден и повторно во црвена линија, но на малку поинаква тема. Првиот пат чинам беше за водици, па еве сега во овој ден можеме да ви го поставиме. Свети Трифун или Валентајн? Многу важно прашање, со оглед на тоа дека денеска е Свети Трифун. Од каде потекнува и кое е значењето всушност на овој празник? Светиот Трифун е маченик на црквата Христова, кој што живеел во периодот на 3-тиот век. Тој живеел на територијата на Мала Азија и всушност бил младо момче кое што се занимавало со пасење на гуски во тие предели, затоа што бил сиромашен и немал средства финансиски за издржување и токму на тој начин всушност и се прехранувал себе си, меѓутоа бил голем подвижник, бил исполнет со благодат од Светиот Дух и според сведоштвата на црквата се вели дека правел чуда, излекувал многу болни, воскреснувал мртви и така натаму, значи голем е бројот на чуда кои што ги правел тој и едно од најголемите и што е запазено во сведоштвата е излекувањето на ќерката на римскиот цар тогашен Гордијан и за тоа бил тој богато награден, меѓутоа на патот кон дома кога се враќал, сето тоа богатство што му било дадено како награда го раздал на сиромаси и повторно се вратил на пасењето на гуски. Меѓутоа подоцна кога дошол следен император на престолот во Римското царство, почнало повторно жестоко гонење на христијаните во тој период и тој пострадал маченички за црквата Христова во 250-та година. Да, а на младиве денешно време гледам ја поинтересно да го празнуваат Свети Валентин, односно денот на влюбените. Има ли кај нас празник на влюбените, љубовта? И ако има, кој датум е? Вака, пред се мора да разграничиме дека Валентајн всушност потекнува од Римокатоличката црква, меѓутоа тој е светител кој што се слави кај нас во православието, бидејќи исто така е маченик кој што живеел на запад, пострадал во Рим во 273 година, значи многу блиску живееле со годините, мислам, во близок период со Свети Трифун. И во Римската црква, некаде во 10-тиот и 11-тиот век, имале голем проблем со еден пагански празник кој што датирал од многобожечкото време пред христијанството, каде што имало недолични работи што се случувале низ тоа општество и токму поради тоа Римокатоличката црква се потрудила тоа да го потисне со тоа што споменот за Светиот Валентин, иако е на 12 август, го преместиле на 14 февруари и се поклопува со
истиот ден кога кај нас се чествува споменот на Свети Трифун. И затоа тие тој ден се потрудиле да ја наметнат љубовта помеѓу ближните и на тој начин да биде како еден спомен, еден ден кога се празнува љубовта помеѓу луѓето, за да го истиснат тој многобожечки празник. Меѓутоа, кај нас во последниве години се наметнува некоја традиција од Западот, со цел, нели, се повеќе и повеќе да се наметне таа љубов помеѓу луѓето и слично. Ние кога зборуваме за љубовта, кај нас во православието таа се нагласува постојано, затоа што според нашето учење самиот Бог е љубов. И токму поради тоа и Христос секогаш ја проповедал љубовта помеѓу луѓето. Двете најголеми Божји заповеди се поврзани со љубовта. Ние постојано сме должни да ги љубиме ближните, но не само ближните, туку и нашите непријатели. Тоа ни е заповед која што ни оставил Исус Христос. И токму поради тоа не можеме ние да нагласиме дека само на денешен ден треба да се празнува љубовта, туку буквално секој ден треба да се празнува. Значи не е работата во тоа денес јас да ја угодам на девојката, на сопругата, на мајката и така натаму, а во другите денови од годината да се однесувам грубо или не знам како кон нив. Така што треба кон нашите ближни постојано да бидеме исполнети со љубов и постојано да им истакнуваме нашата љубов преку правењето на добри дела кон нив. Така некако подсети на она празнување на 8 март, значи жената не е вредна само во 8 март, туку секој нареден ден. Токму така. Така, која е вашата порака за сите кои што на ваков или онаков начин го одбележуваат овој ден? Па пораката повторно би била поврзана со љубовта, и тоа ни е во контекст некако на разговоров. Значи, треба да ги почитуваме пред се Божите заповеди, да се раководиме според Светото Писмо и според она што ни го оставил во аменет нашиот Спасител Господ Исус Христос. И ако ги запазуваме тие заповеди, ние постојано би биле исполнети со љубов. И токму поради тоа би заборавиле на сите оние други новотари, ако може така да ги наречеме, кои што се обидуваат да влезат во нашата православна црква, и на сите верници би им порачал да се ги празнуваат и двата празници. Нема тука никаква грешка. Нека биде тоа ден исполнет со љубов, не само сега, туку и секој друг ден. Да не забораваме и на Свети Трифун, и неговата жртва принесена пред Бога, и на Свети Валентин, но и на сите други маченици кои што секогаш беа исполнети со љубов и токму поради тоа им помагаа на своите ближни. Па така јас би порачал секој од нашите верници да биде исполнет постојано со љубов кон ближните и да помага, да прави добри дела, и на тој начин ќе истакнеме пред општеството дека сме вистински христијани. А сега православно знаеме каков е денов, но еве дали вие ќе одвоите време од денов за да го прославите денот на љубените? Па вака, јас како свештено лице не го почитувам тој западен Валентайн и таа традиција. Меѓутоа, ден на влюбените, секако дека ќе одвоиме време за семејството, кон сопругата пред се, кон дечињата и сите кои што не обкружуваат, нели, ќе се потрудам да им ја покажам својата љубов на некој начин, во една убава домашна атмосфера семена, а тоа го порачувам да го направат и сите, нели, наши православни христијани. Отец Антонио, благодарам што и овој пат одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија. Ви посакуваме сега хубави моменти денес со вашето семејство и многу успех во вашата мисија, односно работа. Благодарам, секој добро и вам. Благодарам, пријатно. А сега, драги наши, сте на ред вие. Она што е сигурно и што заклучивме тео дека денес дали се чествува Свети Трифун или може би младите како тео сакаат да прослават и да зборуваат за љубовта, едно е сигурно. 14 февруари, како и секој следен ден, како што порече отец Антонио, треба да биде ден на љубовта. Каков ќе биде денот за вас, драги наши, на 02-307-6677, очекуваме да ни откриете. Дали може би повеќе ќе одите на како беше, вино Емракија? Да, вино Емракија, или ќе се слави љубовта. Или ќе ја славите повеќе љубовта, може би и двете, паралелно. Да, но пред да го добиеме нашиот следен гледач, имаме коментар, имаме порака, па повеќе прашање наменета кон нас, Црвена линија, но ја би рекол повеќе наменета кон тебе, како млада девојка ти, како помлада од мене. Идеме прашање од Филип, кој гласи: шо да ја купам на девојка ми Тамара Дж за Свети Валентин? Еве што да кажам јас. Ајде те покажи се тука. Бомбоњара Атлантис, не знам тоа, ајде ти. Јас секако мислам дека девојките сакаат внимание. Најдобро е да забележувате секој ден што е она што најмногу го посакува она особа која што ви е драга за срцето. Значи не постојат универзални правила.
Па еве за почеток, ако веќе зборуваме за љубов, нека биде нешто сладко. Само да не бидеме сега малце мрзеливи, да кажам да купиме цвеќе, па и парфем, да не биде тоа. Мислам, тоа е Добро, клише Тео ни многу. продолжи да купиме и автомобил. Како и да одиме скромно, денес е ден во кој што сакаме вие да ни откриете, всушност, како ќе го одбележите 14 февруари. Идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Вие сте, да. Одлично, ве слушаме, повелете. Благодарам. Па вака, јас ќе кажам своето размислување. Ја ми се чини дека ние сме православен народ, каде што традиционално се слави Свети Трифун. Не сме против некој што сака да го слави и Валентајн, но мора едно да раздвоиме. Валентајн е празник на католиците. Сега, овдека има уште еден момент кој што длабоко навлегува во порите на нашето живење. Значи, на овој ден, на Свети Валентајн, се купува многу поклони и тој фактички празник го заживуваат и го форсираат трговците, за да може да имат поголем промет, да направат поголема добивка и затоа, значи, тој Валентајн еден ден ќе ни се качи на глава, ќе го заборавиме Свети А вие Трифун. сакате ли да купувате за вашата љубена подароци? Се и тоа да ми откриете. Јас да ви кажам најискрено, кога сум во можност, купувам и пред Валентајн и по Валентајн. Така треба. Не купувам ништо. Бидејќи јас сум православен, јас го обожавам, да речам, Свети Трифун, каде што на тој ден се закројуваат лоѓата, се посакува добар роб, да имаме добро грозје, добро вино, добра ракија. Значи, сепак сум, можда сум, еве за некого неоригинален, али јас сум во принцип сум за да се слави Свети Трифун. Одлично. Како и да е, секој гледач е оригинален на свој начин, така да ние сме тука да го слушнеме вашиот став, особено околу оваа тема денеска, за која што дискутираме, што повеќе вие през срце. А може би и двете работи ќе ги споите во едно, како и да е денеска, може би најмногу треба да говориме за љубовта. Така и затоа сега сакаме да вие да ни откриете што следно, што вие си славите, Свети Трифун, Свети Валентајн. Идеме со наш следен гледач. На 023076677, еве може да ве слушаме, одлично Добро имаме вечер. гледач. Поздрав. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали се слушаме? Дали ќе може малку погласно, еве, да ве слушнеме подобро? И намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот. Ало, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Добар ден и секој е добро. Благодарам пуно, првин поздрав, добар ден и убав ден. Фала ви сте на Убав вас. ден и вам. Благодарам. Едноставно само два збора ќе кажам. Ние сме христијани и си го славиме Свети Трифун. Нека ви е честит на вас и на сите нас христијани. Благодарам. Благодарам. А кој е вашиот став кога се одбележува за Валентајн љубов? Поздрав и убав ден, нека ви е честит Свети Валентин. Честит Свети Нека честити Валентајн. за оние кои што сакаат слават и сето љубат тоа, да го нормално. слават него. Користете си го тајмингот, 90 Да. секунди се само за вас. И нормално одговорете ни. Дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентајн, ќе се пие вино, ќе се слави љубовта. Одиме со наш следен гледач. Добар ден. А доека го добиеме нашиот следен гледач, нормално јас сум тука околу техничкиот дел да ве подсетам за како вие може нас да не добиете на нашите социјални мрежи преку црвена линија Facebook, црвена линија Instagram и црвена линија Twitter. Во меседж, односно порака, односно тема на денот во коментар, може да ни пишете ваше размислување околу главната тема. Еве денешната која што гласи дали ќе славите Свети Трифун и Свети Валентајн, па да откриеме да ни кажете. Нормално ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677 да ве слушнеме, да ни дадете некои идеи за поклони за нашите сакани, да не бидеме ние оригинални, очекуваме од вас и сепак ве очекуваме. А тука сме со Тео да прифатиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден и секој добро. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ве слушам од почетокот на линијата. Милонија? Ви се восхитувам
и ве поздравувам. Благодарам, исто Голем поздрав и до поздрав вас. и до вас. Што ќе чествувате? Да, ве слушаме. Значи, до сега го славевме Свети Трифун. Добро. Само намалете го тонот на телевизорот. Сега ќе го намалам за тоа. Ете така. Така, подобро да се слушаме. Значи, секоја ви чест за упорноста да ги повикате гледачите, да се јават, Нормално. но помладите не се дома сега и затоа да го намалам уште малку. Значи, кога бев на 25-30 години, чекав да дојде Валентайн, Трифун, без разлика дали е католички или православен, младите си го слават тоа. Дали тоа значи дека љубовта е само за младите? Си го слават Свети Трифун, а некој кој ќе има среќа, ќе си го слави и Валентайн. Дали смитате дека љубовта е привилегија само на младите? Значи, да се сакаме и да си посакаме се најубаво. Секако ви посакуваме и вам се најубаво и да останете со црвена линија, денеска црвена најљубовна. Одиме со следен гледач. Добар ден. Ало. Да, одлично ве слушаме. Добар ден, во црвена Добар линија ден. сте. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали не слушате? Да? Среќен празник. Благодарам исто на Да, вас. но кој празник? Свети Трифун или Валентин? Двата. Или двата? Свети Трифун, а исто така и среќен празник Валентин. Одлично. Валентайн. Так, добро. Сега тие два празника меѓу себе се поврзани. Добро. Еве ќе ви кажам како. Ајде ве слушаме. Ајде. Дома ќе си седнат младите и ќе се напијат по едно винце и ќе го прослават Свети Трифун. Меѓутоа, ако се напијат масе поише, поминуваат на Свети Валентайн со љубов, со желба за поубаво нешто. Така е. Така, значи едното води кон другото. Така, едното води кон другото. И нека се живи и здрави сите и дека си ги славиме двата празника. И двата празника. Најважно да ја фалиме љубовта, така ли? Така е. Поздрав. Поздрав и секој добро. Одлично, ова е добро. Сакаме кога зборуваме нели за празници, особено кога се врзуваат и за љубовта, но секако и Свети Трифун, кој што се врзува за лозето, берикетот, но на некој начин, како рече отец Антонио, и во христијанството најглавна е љубовта. Па ајде да видиме кој од вас нареден ќе не открие како го доживува овој ден, 14 февруари. Дали може би како претходниот гледач ги обединувате и едноставно сакате денот да ви почне со чествување на Свети Трифун, но некаде крајот на денот да се заврши со славење на љубовта, Валентайн. Така, додека го добиеме нашиот следен гледач, малце да се свртиме кон социјалните мрежи, односно на Facebook црвена линија, во пораки имаме коментар од Игор. Здраво! Да кажам за тема дека Свети Трифун и Свети Валентин се убави празници. Нормално. Младите си го слават Свети Валентин. И убави си двата празници. И на сите што слават било Свети Трифун, било Свети Валентин да се исполнети со љубов. И стрекни празници и до вашата екипа. Поздрав! Ајде да видиме дали останува Свети Валентин да биде само привилегија на генерацијата на Тео, на младите, или можеби некој од повозрасните повеќе за Валентин. Нели, ако ви е загријано срцето, ќе видиме сега. Добар ден и секој добро. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ве поздравувам, многу прекрасна емисијата е, дечкото и са и девојка Лина. Ви го честитам и ја празникот. Благодарам. Големи честитки до вас. Ако сум возрастна жена, например 66 години, Млада сте. многу ми се допаѓа оваа емисија.
уште се баеле, сопругот спиеше и станах, од мерач ми беше, имаме удворот, ја од Битолско село се јавувам, удворот имам лозница. И викам, дај да земам ножицата и да скроам некоја, мислам, лозница за празникот Свети Трифун. А и за Свети Валентин, ние на сопругот му реков, викам, памти уште 2-3 дена и имам, викам, не мора многу, само барам едно цветче да ми дадеш. Ми купил едно мислам, вазниче свежо цвеќе и ми го честиташе. А Свети Валентин, мислам и за младите, а и за старите. Така, љубовта е за сите генерации, да не оставаме во Македонија да биде привилегија на младите. Прекрасна ви е емисијата, барем што дадовте. Мислам и за возрастните, а повеќе добро за младите е. Ама и за нас е. Па реално да, за секого е. За љубовта нема години. Како велат? Да, точно. Во љубовта и војната се е дозволено, така велат. А ние во продолжение очекуваме да ни бидете во добро расположение, барем денеска говориме за тоа што посакувате или еве кој ќе биде вашиот став, што ќе одбележите денес. Свети Трифун или можеби повеќе срцето ќе сакате да ви чука во ритамот на Валентајн, односно љубовта. Како и да е денеска, еве малку порелаксирано надворот, сите оние дневни активности, грижи, социјални теми, политика, еве денеска да видиме како се чувствувате кога зборуваме на овие теми. Така малце се опуштиме, затоа идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот. Ајде ти на ти пробај. Добар ден, добро вечер, црвена линија. Добро, ништо не сме конектирани, како и да е. Во продолжение само ќе кажеме дека за оние кои што подоцна се вклучија, денеска говориме на темата дали повеќе ќе честувате Свети Трифун или Валентајн. Од гледачите гледаме дека многу повеќе некако Свети Валентајн е празник кој го чествуваат младите генерации, но еве повозрастните не верувам дека се откажале од љубовта. А кога зборуваме за тоа како и што се одбележува, еве досега гледаме дека некои од гледачите дури посакуваат денот да им е преплетен да се одбележи и Свети Трифун, но и Свети Валентајн во еден. Нема ништо лошо во тоа. Нема ништо лошо во тоа, тоа ќе го каже, еве Тео, дали ти вечер ќе прославуваш, ќе одбележуваш? Па, чудно ми се смешкаш ти. Да не откриеме сега. Добро. Може сам ќе останам тако сум се за жал, не ме Па сакаат. не си сам со себе си, со црвена линија си, нема. Кој со црвена линија не е сам. Одеме, се разбира понатаму, она што е најважно е дека објавивме и анкета и веќе повториме, може да гласате. Дали денес ќе се пие како беше вино ракија или можеби ќе славите? Или ќе се слави љубовта. Така, еве Тео, љубов джели си? Па да, така збора дека сум многу романтичен, само кој како ќе ме свати. Не знам и ако има некој дека ни открие. Ние во продолжение се разбира, очекуваме да ни се јавите на 02-307-6677. Денеска одиме со тема љубов. Интересно е дека овој ден има ден кога и барем влюбените парови си купуваат подароци, најчесто тоа некој цвеќе, некој чоколадце или можеби подароците стануваат поексклузивни, не знам. Добар ден. Добро вечер. Добар ден. Добар ден и секој добро. Благодарам и вам. Благодарам. Вака, јас сум повозрастен, вие сте помлади, ама нема да ми замерите. Зашто да замериме? По бонтонот од 10:00 са бајле до 19 часот е добар ден. Независно дали е темно или светло. Добра. Толку за тоа. Во однос на темата, прво да се разбереме. Свети Трифун е денешен православен празник. Јас се надевам дека во оваа држава се уште има повеќе православни, ама тоа сепак пописот ќе покаже и се. А што се однесува до Свети Валентајн, да се разбереме, како што кажуваат светите оци, поповите, они викаат дека тоа е католички. Значи, ако сте православен, ќе си го славите Свети Трифун со сите негови обичаи. А Свети Валентајн
Јас се ви пожелувам најубаво, младите повеќе си сакаат вака да си биде ден на љубовта, така? Па, за кого како, да. Толку ми беше муабетот и нека ви е среќен празникот, како и да го славите. Благодарам. Благодарам што одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија. Она што е најважно, Црвена линија е тука за вас и со нетрпение, како и во секој издание, очекуваме да го слушнеме вашиот став. И добро е кога се полемизира и кога се дискутира. Дали може би имаме во продолжение некој коментар, а ние во оваа дека имаме и гледач. Да, коментари сега за сега нема нови, но ве очекувам на нашите социјални мрежи, на Црвена линија Facebook и Црвена линија Instagram, па нормално и Црвена линија Twitter, да откриете што ќе славите денеска, Свети Трифун или Свети Валентин. Но пред сето тоа имаме гледачна линија. Добро вечер. Добар ден. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, како сте ни? Јас добро вечер кажам. Ако, нема проблем. Овде е Бабароско село Орман. Поздрав до село Орман. Како сте денес? Така. Јас сум помал возрастна бајди. Затоа ќе го славам Трифун. Са Бале го прославивме. Месец погача, прже свиско месо. Преми вино, ракија, закроивме лојзе. Така си го правиме ние обичајат по Кратовски, јас сум од кај Кратово Чрегаво. Така, а за љубов младите нека терат. Ние више 84 години имам јас. Доволно е што го правам и обичајот, така му ли љубов. За љубов немам, дедо ми замина. И така, да сте ми живи и здрави и да честитам празникот на сите кој го слави Трифун, Трипка, кој има име, кој слава, дека ни е среќно за многу години. И да избркаме короната, до година да биде повесело. Сега сме по-самени, затворени, од страх и така, сине. Ајде, бидете ми прекрасни желби од вас, секако ви посакуваме. Благодарам. Голем поздрав имате и од мене, од те, од Црвена линија и секако останете со нас. Ти имаме ли следен гледач? Нормално дека имаме, затоа одма идеме брзо со следен гледач. Добро вечер. Или добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на ТВ предникот, односно телевизорот. Добар ден, ве слушаме во Црвена линија сте. Дали се слушаме? Се слушаме. Се слушаме? Се слушаме. Вака, намален е тонот на телевизорот, доволно. Одлично. Говорам преку слушалка, вака сега. Отец Антонио беше толку дециден и јасен. Така? Да, ве слушаме. Така да, не знам што воопшто ние сега величаме сега Свети Валентин. Ништо не величаме, туку дискутираме. Нешто. Еве вие, пред вас имате 2 лаптопа. Секој поединечно. Ајде отворете, видете во некоја католичка земја сега, во било која. Дали се слави паралелно и Свети Трифун? Добро, ние секако нормално тоа после емисија ќе го провериме, но да не, како што кажа мојата колешка, не величиме ни ништо. Ќе ви кажам без да се мачите да го проверувате. Апсолутно не се слави. Значи, зошто воопшто наметнувате вакви теми, барем вие како ауто, затоа што цел вака сега младите генерации, значи ние испитуваме и истражуваме, не наметнуваме ништо. Тоа е испитано од многу одамна, тоа е од секогаш испитано во православието, нема кај нас во православните свети валентински католички празник. Така е, затоа и го вклучивме отец Антонио. Нашето да ги гледаме двете страни, нели, што се случи. Љубовта, девојче, љубовта златно, може и утре да трае, без разлика дали е Свети Валентин, дали не. Така е, секој ден треба да е љубов. Така е, секој ден треба да биде љубов. А и припазете, времето не ви стече, нормално. Така, 90 секунди, но многу повеќе време за љубов. Како и да е, продолжуваме понатаму. Значи, во Црвена линија, да објасниме, денес, 14 февруари, особено помладите го врзуваат за љубовта. Се купуваат подароци, особено можеби најсрекни се оние кои што идва и чека да најдат изговор да го изненадат својот партнер. Но факт е дека денес е чествување според православната вера на Свети Трифун Мачник. Одиме со реклами и се враќаме на вас подоцна.
се враќаме после тоа кратките реклами и резултатите на нашата анкета како гласеа. Дали ќе славите Свети Трифун или Свети Валентајн? 63% ќе се пие вино, а Тина? Љубовта ќе се слави само со 37%, а она што утре ќе говориме е следна тема: со или без сертификат за вакцина или прележаност во кафуле. Како да се провери идентитетот на гостин? Виновни се дуќанџиите, ако излаже гостинот. Како и таа, за ова ќе дискутираме утре во Црвена линија. Довидување од мене и теа. Чао, чао.